Кога ќе си го слушнам аплаузот, знам дека ми е време дека треба да излезам и дека треба да си ја најавам денешната емисија. Ајде официјално добро вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. 5 јули, замислете, веќе го ситниме и тоа на големо летото, но верувам дека летото секогаш е побаво со програмата на Телма телевизија, посебно со Фидбек со Елена. И вечерва ќе имаме одлични гостинки, две млади, надежни, прекрасни дами, кои што музичарки, кои што верувам дека ќе се покажат во вистинско светло. Верувам дека и оваа летна саботна вечер ќе ви направиме убаво расположение и дека вие од таа страна на екраните ќе се чувствувате убаво, како што се чувствуваме, се разбира, и ние од оваа страна. Нема да должам многу, само сакам да ви кажам дека секако премиерата е во 19:30, репризата можете да ја гледате веќе утре во недела во 13:30 часот, а сите оние пропуштени епизоди можете да ги најдете на YouTube каналот Фидбек со Елена или пак на Instagram социјалната мрежа исто така Фидбек со Елена. Останете со нас, започнуваме веднаш. Да, си ги видов фотографиите и убаво ми е кога треба да најавам така млади, прекрасни дами овде во студиото на Телма. Во Фидбек знаете дека секогаш пропагираме првенствено добри и квалитетни луѓе, пропагираме македонска музика, пропагираме уметници кои што знаат што прават и кои што си го трасираат патот онака како што треба. Првата моја вечерашна гостинка е Теја Трајковска, дефинитивно млада наша уметничка, пејачка, девојка која што плени со незината појава. Јас ја памтам секогаш како девојката што ја менува бојата на коса многу често. Меѓутоа тоа ми се допаѓа затоа што на некој начин нели музичките звезди треба да се трансформираат за да бидат и интересни и слушани и видени. Има одлична боја на глас и за се она што и се случува на музички план се разбира ќе си позборуваме заедно со неса. Дами и господа, Теја Трајковска. Welcome. Hello. Добро те најдов. После толку време договарање, конечно си се најдовме и се споив. Патиштата парна телевизија. Така е. Добро, ние си се знаеме и надвор од камерива, меѓутоа така си ја, да. Кога си соработуваме, кога вакви млади личности сакам да ги представам и на публиката, меѓутоа од еден малку поразличен агол. Теја на почетокот ги имаме оние прашања малку да ве запознаеме од некој поинаков агол. Па ајде ќе почнеме од тоа, бидејќи имаш различни бои на коси. Која е твојата омилена? Плава, црвена, црна? Што би одбрала? Денеска премиера правам на фризурава кај тебе во емисија, вчера се фарбав. Искрено, многу интересно прашање. Јас имам теорија и моите блиски дека сум најубава плава, а веќе последниве 3-4 години како не бев плава, бев портокалова, па црвена, па не знам некои варијации на тема. Ама сакам да експериментирам, пошто не знам некако кога имам криза на идентитет и на креативност, тоа ми е аутлет од коса во страда, се рекаш имам добар фризер, па уште имам коса на глава. Знаеш како викаат, жена, ако има некакви промени во животот, прво што фаќа е коса. Шишаш, правиш шишки, менуваш боја. Скроз точно некој добар психолог сигурно ќе ни го објасни тоа. Да. Али јас сакам да мислам искрено и кога све ми е супер и убаво и ми цветаат ружи, пак менувам. Сакаш да се експериментираш. И боја и форма и се, и професијата ни е таква, па да ете можеме да се искажеме у тоа што како изгледаме, па сакам промени. Кажи ми што би одбрала помеѓу клубска свирка и настап или некој голем концерт пред огромна публика? Добро прашање. Па едното и другото има траечна енергија и емоција. На клубска свирка си многу поблиску до публиката, што има некоја своја убавина, пошто ги гледаш искрено како нешто реагираат, што пеете заедно, едно сте со публиката. Меѓутоа секако дека на секој артист му е сон огромен концерт со бенд па и со оркестар, дај Боже, нели? Така да тоа ми е следниот сон дефинитивно. Здравје Боже. Кажи ми омилен твој настап. Омилен мој настап. Не знам, има повеќе искрено. Не би можела да извеам еден само, да. Дефинитивно. Што те прави среќна? Среќна ме прават луѓето што ги сакам.
Да, така, кратко и јасно. Музиката би рекла исто, меѓутоа тоа ми е по некој начин и љубов и професија и пасија и се, меѓутоа мислам дека најголема среќа е љубовта и луѓето што ги сакаме. Така, а што те прави тажна? Луѓето што ги сакаме. Исто, ама во друга конотација. Да, тие работи за жал идат едно со друго, знаеш како е. Кога имаш некој што многу го сакаш, тој може да направи најсреќен и најтажен. Така е. Обично тоа е, како се вика, тоа е цената на љубовта. Сега зборувам без разлика дали е пријателска, љубовна, партнерска, како и да е. Ама и тоа е благослов. Благослов е да имаш некој што се плашиш да го изгубиш. Така. Кажи ми, Бионсе или Ријана? Ријана. Зошто? Дефинитивно Како Ријана. уметник, комплетно. Значи сега добро, двете имаат различни квалитети и во различно нешто се подобри. Бионсе е вокалист, можеби еден од најдобрите во светот, ако не и најдобра, ама Ријана ми е многу поартистична. Не знам, поише сакам, поише кликијам со неа. Така е, да. Башка Риби е како тебе. Така? А јас сум го познат, ама има познак Риби. Да. Значи има нешто. Има нешто. Има некоја жичка. Добро, така е, полуда, пооткачана. Бионсе се труди, ама некако не меѓа цело успева. фризури како мене, имаше такви фази во животот, сите бои ги проба, може за тоа. Кажи ми омилена пејачка и омилен пејач. Од светски ранг, не мора да. Од светски, па еве Ријана сигурно ми омилените пејачки, инаку мислам дека повеќе сакам бендови и имам некои бендови што ми се нака од детство што ми биле фејф и што цел живот ги сакам баш. Преклани на 2 концерти бев на мои најомилени бендови. Fall Out Boy на Panic! At the Disco бев во Париз и тоа беше вау искуство и па еве сега спремам, сакам на Paramore да идам следно. Каде се? Немаат моментално најавена европска турнеја, ама тоа ми е следниот на бакет лист, тоа ми е следното. Да, дека треба да се отиде таму. Да. Кафе или чај? Кафе, дефинитивно. Добро. И дали си утрински или вечерен човек? Вечерен. Згова го знаеш, не го знам. Само за тебе би станала рано, иначе Иначе тешко. вечерен човек. Супер, теја се гледаме на позиција. Ајде. Секогаш си ги гледам прво фотографиите, ако тука ми се гостинките, вакви прекрасни млади дами, повторно ќе кажам. И се радувам секогаш кога, повторно ќе кажам, кога се пропагира македонската музика, македонските уметници и пејачи и нивната вредност се разбира пред вас гледачите, а понатаму и на пошироката јавност, каде што треба да се чујат и да се видат вакви прекрасни млади дами. Дорис Ди е незиното уметничко име, инаку е Дорис Димовска, младо, стварно девојче, девојка би рекла, не девојче, која што 15, Дорис, со само 15 години веќе има големи успеси за себе. Ја видовте со сите тие награди како ги држи на фотографиите. Меѓутоа за сите низини настапи, за тоа што планира во иднина и како планира да се одвива нејзината музичка кариера, ќе зборуваме со Дорис Димовска, си ја повикувам. Ајде, повели. Благодарам. Како се мора? Супер вие? Добро, фала. Благодарам на поканата. Еве, овде застани си, за почеток како си? Супер. Добро е? Да. Многу си млада, меѓутоа веќе со еве ги веќе и наградите во позадина. Да. Кога ќе седнеме на позиција, всушност и ќе те прашам за некои други работи, меѓутоа ајде да почнеме сега од оној аспект на што повеќе ти можеби сакаш. Дали некој клубски затворен настап, каде што луѓето ти се во близина или некој голем концерт? Па мислам дека според баладите кои што ги пеам и според оној жанр кој што го пеам, повеќе ми годи концерти да правам, да би правела во иднина. Добро. И тоа ми е една од желбите. И тоа. Кажи ми, ги спомна баладите, повеќе сакаш бавна музика или со побрзо темпо? Па не, па зависи. Може да се испробуваат сите жанри да се пеат. Мислам, тоа не е нешто многу, да кажам, тешка работа кога веќе си професионален пеач. Убаво е се да експериментираш. Така да мислам дека повеќе спори, поради во спорите повеќе се искажува вокалот кој што го поседуваат пеачите, односно професионалните пеачи. Ајде тебе да те прашам дали да речеме Ариана Гранде или Пинк? Ариана Гранде.
Заради вокала. Заради вокала. Претпоставям. Да, и сум мала многу ја слушам. Добро, и она има навистина еден Да. многу голем како го викате тоа, кога има Рейндж, вокал. голем рейндж на вокалот, така е, каде што може да испее навистина и многу длабоко, меѓутоа и многу високо. Да. Ајде од пејачите да речеме Harry Styles или Руби Вилијамс. Harry Styles. Harry Styles. Да. Добро, он има специфичен. поновите, да, Од поновите, да, да, плюс да. понов е, поблиску до твојата генерација. Кажи ми, твој омилен настап до Бионс. сега. Настап. Настап, можам да го кажам и да го одвојам настапот за Тоша Проески во јануарито, што го имав по повод неговиот роден ден и според мене можам да го кажам дека го имав најдобри професионален настап до сега. Некако и самата енергија кога влегов тамо, таа позитивна енергија, знаев каков ќе биде исходот, така да Така да можам тоа е тоа. да го одвојам. Добро, ја спомна Бионсе како твоја омилена пејачка. како моја. Зошто? Па, нели, најпрвен заради рейнџот, поради тоа што може да пее многу ниско, но и во други случаи многу високо. Може да пее секаков вид на жар, нема ограничување. И можам да кажам дека таа ми е една од Лето или зима? лето. Добра. Тоа значи дека повеќе пливање отколку скијање. Да. А и роденденот ми е во лето, така се ми е во лето. Добро, ти си летно дете. Јас сум летно дете. Добро, јас сум пролетно дете, па веројатно затоа по дефолт може би пролетта и најмногу си ја сака. Кажи ми умилено превозно средство. Кола. Добро, најчесто ја користиш, Да, возиш нешто највеќе. велосипед, ролерки, Па, било што или велосипед највеќе. Нели сепак многу е добро да си има физичка активност, Како освен како друго нешто. И спортуваш нешто? одев на игрорна, едно 3 години, но прекинав. Сега правам некоја пауза, реков да се сконцентрирам малце повеќе на музиката и на пеењето. Па после може, ако имам некој плюс време, да се вратам пак. Ти си многу млада, меѓутоа сепак ми се намитнува прашањето што повеќе е сабота вечера, што повеќе би одбрала никоја дружба искачанка со другарките во диско или не знам нешто полабаво од типот на негде на некоја романтична вечера или слично. Па со оглед дека сум млада, не сум доживела некоја така романтична вечера до Добро. сега. Значи ги бираш другарките и Да, ама за воднина може да е поразлично, не знам. да, па ќе се смеат, Да. работите, чекај, добро. Супер. Заврши прва година? Да. Добро, во која гимназија си? Во медицина сум. медицина си. Да, по струка фармацевт. Сепак, според мене мислев дека подобро да си има два плана во живот, А и Б, а и со оглед дека и двата плана како струки се многу различни, нели музика и медицина. Мислам дека сепак е Ако треба да одбереш меѓу музика и медицина? Што би било тоа? музика. Музика дека тоа е тоа што го сакам. Тоа се тие музички диви. Ајде, се гледаме на позиција. Фала ти. Благодарам. Keep the fire. So many times I've been watching you, and now Која година беше посланствено? Па не знам, 2006-та негде мислам дека беше. Виши стама, хит и што е? И си остана. И си остана. И си остана. So many times, кој е уствари А главниот? Гаджо мислам дека беше. Аха. Да, Гаджо. Добро. Кажи ми, Брик, како си? Одлично. Да? Убаво друштво. Чекај се, Супер. ја на сите им поставувам ова или ова. Тебе ти поставувам фидбек или стоматологија? Па моментално само фидбек може да кажа, стоматологија ми е малце. Ај, смеј нешто на друго да пауза. кажеш. Смеј нешто друго да Да. кажеш. Ми држат пиштолот, ова е. Знам, мене во позадие, да знаете, не смее друго да каже апсолутно ништо, пошто готов си. Готов сум. Летен период веќе, Да. каде ти се во моментов ангажманите, дали може би негде одиш надвор низ градови или си тука? Имам нешто и по другиве градови и во некои други држави малце. Да. Добро, одлично. Али сега јули мора да се одмориме малце. Да им кажеме на гледачите дека и ние сме веќе при крај, значи ова е и следната емисија, мислам дека ќе биде последната емисија за оваа сезона. И од септември, здравје Боже, ќе си почнеме со нови сили во нови победи, така Да е? одморим и ние малце и нас не Да треба одмор. одмориме стварно веќе. Знаеш како вика,
Па човек знае и да прегори некогаш. Знае, да. Значи работиш и некогаш е време стварно за одмор. Дефинитивно. Меѓутоа уште сме тука со вас уште овие 2 недели, така да не се секирајте, не бегаме така лесно. Да. Имаме прекрасни 2 млади дами, ќе им пуштаме каква музика? Па е вака нешто Ова летни Пеги Гол ми хитови. се свиѓа овде што ја видам. Да. Може тоа да иде. Летни хитови да речем. Летни хит. Жанровски нема да се определувам, Добро. како и секогаш не се определувам жанровски обично. Летни хитчиња ќе се Летни видат. хитчиња, добро, Што се- јас сум подготвена. така, певливи. Девојки, вие подготвени сте? Да, да. Секогаш. Супер. Ајде, се Ајде, гледаме, се гледаме. спремај ти прашања за после. Важи. Јас ти се седнам сега на мојата позиција. So many times. Е, сега не зарази со песнава. Ај ке ме сменам ќе. Не, добре, нека е. Ајде уште еднаш, добро вечер за сите оние кои што можеби во моментов се вклучуваат на Телма телевизија и на Фидбек со Елена. Повторно ќе кажам, си имам прекрасни 2 млади дами на кои што им се радувам што се овде во моето студио и ќе си позборуваме за музиката, за животот и генерално еден убав, лабав, културен муабет. Добре ми дојдовте уште еднаш. Прво те најдовме. Ајде вака за почеток, секогаш ми се намитнува прашањето како и кога дојде идејата да се занимавате со ова што се занимавате сега, односно како музиката изби на површина во однос на некои други нешта. Ево јас. Сеедно, Моето сеедно. многу поодамна беше од предпоставам не Чекај, тие ти си веќе десетина години Па, на сцената. Десетина на возрастнава сцена може да се каже, да, меѓутоа пеам од ептено дете, од многу малечка. Како и сите предпоставувам сличен пат сме имале, нижо музичко, свирев клавир и уште свирам веќе повеќе 20 години свирам клавир. Па средно музичко, музичка академија, моментално сум на магистарски студии по соло пеење. Браво. Баш кај Андријана днеска видов дека и тебе ти е професорка или ментор. Така да голем поздрав до Андријана и некако не знам, спонтано ми се наметна, немаше никош друг избор за мене, најголема љубов ми беше од многу малечка. Одев во Златно Славече, настапував на детски фестивали, на возрастнава сцена, како што кажа, сум некој плюс минус 10 година, не знам колку точно. Јас те памтам, да, уште кога ја работев и на утринска на Телма, ни доаѓаше како Да, гостинка, да. промовиравме песни, промовиравме спотови. Марча, ви Така дојде на да, неколку пати. значи од мала знаеше дека е тоа. Знаев, Изборот да, е тој. Искрено да. И имам инаку сестра која што е многу помала од мене, 15 години сме разлика, меѓутоа кога беше мала Јоана викаше дека кога порасна сака да биде теачка. Тејачка. Значи тоа е И мојата пејачка професија. и како теја ни е тејачка, одлично. Дори скажи ми, ти си релативно млада, меѓутоа сигурна сум дека уште од некои млади години си облакала папучи од мајка ти и си зимала микрофон во рака или дезодоранс. Обично јас со дезодоранс го правев тоа вака во рака и сум пеела. Како започна твојата приказна? Кај мене беше многу необично поради тоа што почна многу мали нозе. Односно многу од 2 години почна моите да ми го приметуваат талентот што го имам. Да. Дури па имам и една снимка на каде што имам 2 години, каде што ја пеам Шарпланина. И така тоа беше многу невообичаено за 2 годишно дете да има таков пискав глас и да пее така. Така беше се, ништо нема професионално до 10-та година, кога веќе на 2 октомври школувањето го започна во Академијата Друловски под менторство на Ана и Игор Друловски. И до ден денес се уште сум со Ана Друловска. Потоа во 2021 го продолжив школувањето во School of Андријана Јаневска, каде што сега имам две менторки, Андријана Јаневска и Ана. И супер. да кажам дека ми е супер. Две прекрасни жени кои што школувани, апсолутно треба да излезе продукт како што си ти. Сте размислували ли што би биле доколку не сте пејачки? Која е вашата втора професија? Кај тебе веќе гледам дека е тоа медицината, значи нешто поврзано со медицината, некоја докторка можеби или Не, фармацевтска. фармацевт. Добро. Доскоро мислам дека сигурно нешто креативно и уште мислам дека пак ќе се бавам со некаква уметност бидејќи имам афинитети према повеќе уметности. Мислам дека можеби би била добар адвокат. Добро. Од мала тоа ми го вика, па ти сватио како сакаш. Значи каков адвокат е ова мало. Да. Така да. Обично така викаат постарите, какво е ова, или како свекрва, или како адвокат. Не, јас сум многу праведна и може и ради тоа. Може. Борам за правда. Секогаш. Правдата на виделина, ве молам. Тогаш адвокат, ќе те ставиме в твојата втора Или професија. судија.
Или Да судија. судам јас, да кажувам како треба. Да, може. Многу често наидуваме на сега во последно време, нели тиктокови, инстаграми, рилсови, што се не, каде што гледаме инстант звезди. Како кажувам тоа инстант звезди, ќе направи една песна, веќе е звезда, ќе направи една диџеј numera, веќе е звезда, ќе направи било што, веќе е звезда. Значи сакам да кажам колку тие социјални медиуми продаваат. Што според вас треба вистински музичар, сега зборуваме за музичар уметник, треба да поседува за да биде првенствено добар, а второ да биде препознан и вреднуван од публиката што го гледа? Според мене лично и ете од моето некакво искуство, ама и од тоа што го гледам на светска сцена, па и кај нас то некаде, нормално талентот е неопходен за да се бавиш со било која уметност, значи тоа е неспорно и секако е на прво место, меѓутоа освен талентот, работливоста е многу важна, харизмата би рекла и среќа за се треба во животот, па така и за ова, меѓутоа треба да имаш и нешто различно што ќе те одвои. Дали ќе биде тоа, не знам, бојата на глас, стилот, типот на музика исто, значи ако сите пееме исти песни, и ако нешто не одвојува како музички од другите, значи зашто некој би ме слушал мене, а не неа или неа, не некој Значи, за да имаш фан база, зашто некој токму тебе те сака и твојата музика, треба да си во нешто различен и специфичен. И специфичен, така или како што би рекли американците кога го бираат оној X фактор, значи дека треба да имаш нешто со кое што ќе плениш практично. Да, ама гледаш интересно што го спомна, ретко после кои од победниците X фактор имаат некоја голема успешна кариера. Значи, на крај излегува дека па и не е само X фактор, значи многу работи се за да биде целата слика тоа што е. Дури што, да, извини. И навистина не е лесно, мислам, реално не е лесно. Како лесно. Во сте јавни личности, веќе сте на удар на и на критики, без разлика, позитивни, негативни, секакви. Да почнеме од тука, па во која насока да се движите, па каков имидж сакате да изградите и така натаму. Се тоа е една приказна која што треба да ве доведе до тоа што сте денес. Дури кај тебе кој е твоето размислување? Па јас мислам дека сега во ова време кое што живееме имаме многу начини на кои што можеме да се прославиме многу лесно, но мислам дека луѓето најчесто, вие како што рековте со снимањето не на песна, дали на Инстаграм или па на ТикТок, тоа мислам дека многу кратко ќе трае, односно нема да се направи историја според мене. Да, нема да живее. Па доколку оние други пејачи или пак rising new stars кои што сакаат да започнат навистина кариера, нивната цел е да направат нешто од нив што ќе живее, како што рековте вие, значи да опстане, а не колку само да направат едно нешто, тоа да избувне и потоа да ги снема. Мислам дека тоа се најголемите грешки кои што се прават во денешното време. Смитате ли сега јас сум поборник на нашата музика, се разбира, ја сакам, ја почитувам странската нормално, ја слушам, меѓутоа почитувам кога имаме добра и квалитетна македонска музика. Каде според вас е грешката? Морам да го кажам дека е грешка, кога ние имаме и полниме концерти од балкански звезди, да не речам турбо фолк звезди, без да навредам никого, затоа што вкусови се во прашање, каде што се пулнат по 1, 2, 3, 5 сали, додека нашите артисти го немаат тоа. Каде се греши? Мислам дека е многу комплексен проблемот тука кај нас. Имавме и не една златна доба на македонска музика, кај што многу пример се слушаше македонска музика и се почитуваше пред некои 15 на години, 20. Ја за жал не го патив тоа време. Не била ни родена? Не била ни родена, можеби. Бреки, ајде не кажуваме колку години сме имале пред 15 години, добро? Скоро беше, кај да е така. Така да јас секогаш мислам дека има надежда да биде подобро и ете мислам дека музичката индустрија и медиумите како пример вашиот мора да се држат за раце за да тоа функционира. Каде ја правиме грешката? Па не знам, можеби многу повеќе треба да си почитуваме нашите артисти, тоа генерално стои како муабет, затоа што секогаш што има каде и да гостувам и каде да се збори за ова е зашто се плаќа за српски артист до 30.000 евра, 50.000 евра, а за наш артист не може да се плати 1.000, 2.000, 3.000 евра. Да, секогаш е некако вреднувањето е многу поразлично. Народ имаме проблем со вредноста на своето. Али што останува на нас артистите, да се бориме да правиме музика
Дали сте имале настапи надвор од Македонија? Да. На фестивали интернационални, Да, како фестивали интернационални. како артист мој со мој бенд, се уште не. Се уште А, не. може ќе биде и тоа. Не, затоа што сакам да направам разлика помеѓу тоа како ве восприимаат овде, дома, нели викаат дома е најтешко да се успее. Како ве восприимаат овде во однос на еве некаде во странство? Па во зависност од тоа на каков концерт одиме или па какво надпреварување, и мислам дека тоа многу зависи и од самите организатори, како го имаат се тоа смислено. Но сепак мислам дека како за музика сме квалитетни и јас се согласувам и со Апсолутно, Теа. апсолутно. Мислам дека и за таленти, мислам дека како нација сме најталентирани од цел Балкан, но тоа многу малку се почитува, ама и од тоа почнува и од нас самите, како што рече Теа, Така не ги си е, почитуваме. Сами ако не се почитуваме, кој треба да Кој не треба почитува? да. Апсолутно. А и тоа мислам дека оди и со тоа како ние ги разбираме србите не разбираат нас, преди тоа што ние од многу рано сме окупирани со нив и со нивните музики, Да, со српска музика, мислам дека е сите веќе програми, премногу, емисии, да. премногу застапена овде. Пак ќе кажам, без никакви не сакам ништо да индицирам овде дека е погрешно да се слуша тој тип на Да, музика, да. меѓутоа ми е криво само кога тие артисти полнат по 5-6 сали, ние немаме ни еден концерт. И тоа мене лично ми смета. Затоа и вака јавно сакам да Јас го скроз се согласувам да го кажам со тоа што го кажуваш. Така. Дали повеќе уживате во процесот на работа? Се зборувам на сними, присними, врати се, ова чини, ова не чини, овде повисоко, овде пониско Јас и најмногу слично, уживам во или процесот на или работа. во самиот производ откако ќе излезе номерата песна? Јас во процесот. It's all about the journey. Јас скроз стојам на тоа. И имам прекрасен продуцент, поздрав голем до Лазе. Еве, Кој што поздрав, да, до цел Лазе. живот, мислам цел живот, онака од возраста на Дорис се познаваме. Јас бев колку Дорис кога го запознав. Така. Имав моја песна што сама си ја направив и така се запознавме, мислам, он ја слушна и така почнавме да соработуваме. И процесот, креирањето, студио сесиите, мислам дека не знам, мене тоа ми Тој е момент може повеќе те омилен дел од исполнува, така. се што добро, сега настапите ги тргам на страна, меѓутоа тука беше паралелата помеѓу тоа како веќе е песната готова и ја пуштаме. Искрено песната како е веќе готова и снимам Толку спотот, е. јас веќе не мислам на Нема, песната, ја така веќе е. мислам што после ова. Нема мрдање. Мислам што ќе правам следно, што ќе снимам следно, значи тоа за мене е завршена прича. А во процесот многу уживам, да. Супер, Дорис, како е кај тебе? Па исто и со мене како кај Теа, мислам со оглед дека сум почетник и Аха. дека тек сега почна Допрва, тие кај снимања. тебе допрва ќе се отвараат и снимања и врати Мислам и дека се. како што почна преубаво чувство, нели сепак кога го правиме тоа со љубов, мислам дека тоа највеќе е важно колку и да е голема маката во тоа што го правиме. И можам да кажам дека се преубави, мислам и преубаво е и преубаво е чувството кога те враќаат, кога сакаат да вложат во тебе, кога не е колку толку така Можеш овде подобро. Така. да поминеш. Мислам дека тоа највеќе го сакам, бидејќи нели со работата има најголем успех на крајот на денот. И Супер. Ајде ќе одмориме малку, ќе се слушнеме по една музичка номера. Теа, твојата последна номера беше пред колку, некои 5-6 месеци? Па така излезе? нешто, да, за овогодинешниот, тоест веќе ланскиот, ама последниот Макфест, последното издание на Макфест, мојот дует со Таско. Тоа ќе слушаме, така? Да, Сатурн. Искрено еден од моите омилени проекти на кои што сум работела, можам да кажам, и кога ја правев песната, цел време чувствував нешто многу посебно во неа. Песната беше моја и соработката беше на моја иницијатива, јас го поканив на Таско, влеговме во студио и јас ја искрено го тотално го сменив правецот кој што претходно го имавме со Лазе во првото демо. Меѓутоа така некако ни се споја фино енергиите и излезе ова што излезе. Гледам дека песната има многу фанови, конкретната песна као можеби не знам дали до сега ми пишувале за конкретна песна толку многу. Да. Као да ме откријат преку песната, да им се свија конкретно Јасно, песнава, јасно, допираат, јасно. да се пронаоѓаат во текстот во приказната во одреден период од животот што им се случил и тоа е најголем комплимент и афирмација за еден Ја што би рекла, тоа е артист. фидбекот Па да, тоа е од- фидбекот кој што за артистот. е на нас најважен, искрено. Супер, ајде да ја слушнеме Теа и Таско со Сатурн.
Na vërvili na dom, ova srce dhe me se ti dao. Vërvili na dom, ni veruvaj da ni putao. Za tebe ne postoji vremeni datum, a mislete ga ja sam ti tvoj prsten, ti moj Saturn. Pola, pola moja, pola tuѓа. Ова срце пак те бара неќе друга. Пола човек сум од кога не си тука. Ова тело нема душа, нема струја. Море, дури пливаме во лаги, море. Ако не сум ја ти барем кажи кој е. Знаме сладка лагата, хаос е у главава. Na vërvili na dom, ova srce dhe me se ti dao. Vërvili na dom, ni veruvaj da ni putao. Za tebe ne postoji vremeni datum, a mislete ga ja sam ti tvoj prsten, ti moj Saturn. Pola, pola moja, pola tuѓa. Pola, pola moja, pola tuѓa. Hrani tebe, ja se smeni preko noć. No ti evo ti va hrani za bi noć. Ne hrani tebe, što bez tebe sum na dno. Море, дури пливаме во лаги, море. Ако не сум ја ти барем кажи кој е. Знаме сладка лагата, хаос е у главава. Na vërvili na dom, ova srce dhe me se ti dao. Vërvili na dom, ni veruvaj da ni putao. Za tebe ne postoji vremeni datum, a mislete ga ja sam ti tvoj prsten, ti moj Saturn. Пола, пола моја, пола туѓа. Ова срце пак те бара неќе друга. Пола човек сум од кога не си тука. Ова тело нема душа, нема струја. Za tebe ne postoji vremeni datum, a mislete ga ja sam ti tvoj prsten, ti moj Saturn. Така си ја слушнавме песната на Теја Сатурн. Очекувам се вака едно да ми се појави како планетата Сатурн. Она беше со прстенот, така? Така. Дефинитивно. Зошто баш Сатурн? Зошто Сатурн? Па Сатурн е учител и мучител во астрологијата. така И е планета која што владее со кармата и со времето и со лекциите што треба да ги научиме во овој живот. А треба да научиме лекции, дефинитивно. Па за тоа сме колку тука пати ќе пратени, кажам, Милана, да. значи научија веќе еднаш оваа лекција. Да. Јас имам Кај сите е така. баш проминен Сатурн во натална карта и многу ја сакам астрологијата. И некако беше Дури спуста ќе ја кажеме да ни направи нешто. Соодветен наслов за Да ни каже. за песнава. Искрено на Лазар му текна Сатурн. Као тоа беше негова идеја која го кажа и кога го склопивме тука текстот, мислев дека јас сум ти твој прстен, ти мој Сатурн. Мене ми падна вилизата, викам, човече, да, стварно беше онака као онака divine intervention која у студио се дешава, нешто го сеќаш дека доаѓа од горе, така некако, таков момент беше и некако си остана Сатурн. Наслова. Баш убаво, супер е насловот. Пред да ја слушнаме номината од Ди, Брик, it's your turn. Добро. Прашувај. Во врска со настапите, нели секогаш се збори за позитивниот дел од настапите. Ме интересира негативниот дел во настапите како е кај вас. Аха, супер прашање. Дали ви се случило нешто непријатно и така? Што би издвоила, нели? Што би издвоила, Како да, една да. од работите што ги паметите, ама по-лошо. Па имало секакви ситуации, искрено неколку пати ни фрлале јадарчиња за да пееме нешто од сеца. Лелелелелелелеле. Што е стварно смешно, пошто некој што ја прати мојата музика кариера и репертоарот што го изведувам, беве нека не е авторски, него ето, нели има и кавери таму, меѓутоа турбофолк не изведуваме. Така да
суште со речи. Добро, да. Имав уште една ситуација кај што паднав у несвест за време на настап. Тоа беше Уај, многу не забавно јадеше? искуство. Не, од недостаток на кислород, немаше добра вентилација во дискотеката, затворена беше и стварно ја утре ден да му се јавам на газата да му се извинам што стварно ми се слоши. Ја ми вика Требало тој да ти се извини тебе, не ти него. Не, се киде тука редовно ова се дешава. Што повеќе? Така да. Тука ќе завршам со приказната. Добро, да, има и такви случаи, Има се меѓутоа дешава стварно. треба човек, нели, и професионалец да си е до крај и да си го истера тоа. Не, ако се вратив, се Нормално, не се сумневам. улюдив и се вратив на сцена за да си допеам уште сад време пеев, ама искрено после таа ситуација имам и анксиозност дека тоа може да се случи, дека навистина Како може да не? се случи бидејќи кога пееш трошиш и многу повеќе кислород, нели, со дишење и треба да имаш Јас кога зборувам, па трошам не па со пеење, Кај апсолутно. сите нас што сме во гужви навечер по клубови, Да. па така анксиозност е присутна обавезно. Да, баш така, Свиѓа се нашава неизбежен дел. професија, да. Јавна професија секогаш си го носи и тој товар дополнителен, меѓутоа за тоа ќе зборуваме малку покасно. Дури сајде твоја лоша случка? Па, моја лоша случка, првата, се надевам дека ќе е една од поредките. Лани, кога настапував во средното школо во Штип, таму имаше еден надпревар, така, мислам, не беше некој голем, беше некој така помалечок, не беше некој вау, да кажам, што е добро што таму ми се деси тоа. Јас се охрабрив да ја пеам песната I Surrender од Селин Дион, каде што еден месец пред тоа во март ја пеев во Хрватска и каде што го освои првото место и можам да кажам дека тогаш кога почнав веќе додам почесто на такви интернационални надпревари, тогаш го имав мојот најубав настап и најубава изведба. И поточно баш дека е една од најтешките песни на Селин Дион, I Surrender. Сепак одиш од ниско, па многу, па средно, па пак високо, па пак се враќаш, па пак високо. И тогаш во април ми се имаше случајно, не знам како, јас ја пеам првата песна од Каролина Гучева, дека требаше две песни се пеат. Втората песна ми почна I Surrender, супер, ја почнувам, но бидејќи беше многу мала салата, наеднаш матрицата избувна. Она прегласна беше. И на крајот се највисоките, превисоките тонови кои што требаше да ги достигнам. Јас сум ги достигнала, ма не знам како. И тоа според мене, мислам дека го имав таму според мене најлошата изведба. И тогаш еднаш ми се случи тоа, а мислам дека и не беше толку колку што беше колку мене дека се случува толку така несакани, ненадени. Добро, тоа се веќе некогаш и технички работи кои што не зависат од тебе и слично. Како што и било и ова, немањето воздух или било како тоа не е до вас. Барем цеца не пија бара. Барем цеца. Чекај, млада, уште ќе Има почне време, има време. Ќе може ќе почнат и низе да ја бараат. Мислам дека прашање на време. Да. Слушај, што да ја побараме на Дорис вака како најмлада тука да ни запее нешто? Јас сум ја слушнал неколку пати Нешто македонско? нешто македонско, фала Богу. Еве, оставаме на тебе, може? Ајде оставиме на тебе. Еве, ако одам во Битола, дека тој ми беше исто така најубав настап на Тоше Проески, изродениот Тоше Проески. Може. Може само смалија музиката за да си ја слушнеме убаво. Газ. Ако одам во Битола, ке нарачам до 3 пајтона. Први мене ке носи, други чалги ке свират. В трети товар мера ке носам. Продолжам? Чувалца. Еј, мори момеј, како да речам, за Солуна, за Стамбола, не давам. Еј, мори момеј, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не давам. Браво, Бедим. Браво. Браво, Леле. Глас вадење е... Ме наеш. Што беше ова? Топ беше. Браво, стварно убаво.
Епа, тоа е тоа што кажуваме дека млади таленти всушност и Во светот младите останува имена, секогаш така е, да. младите, така да. Ди, кажи ми што ќе слушаме од тебе, твојата музичка номера, мислам ова што ќе го најавиме како спот. Следно ми следат два нови фестивали. Мислам, каде што ќе учествувам јас. Тоа се Охридфест и Макфест. Баш вчера ја снимаме песната за Охридфест во студиото на Гливор Копров, каде што композитор е Гливор Копров, текстописец е Огнен Неделковски, аранжман е Давор Јордановски од Меморија и голем поздрав до нив. Па добра екипа. Да, добра екипа. Потоа со мојата песна Кога не ме сакаш на Макфест ќе настапувам. Таму автор е Весна Малинова, исто голем поздрав до нејзе, односно и композитор и текстописец. Истиот аранжман, односно аранџер Давор Јордановски. А како концерти ќе настапувам на наречен Парк фестивал во август, на 1 август. Тој концертот е организиран од страна на градот Гостивар, каде што ќе биде таму одржуван. На него се поканети голем број македонски звезди како Александра Јанева, Тони Зен, Тамара Волчевска од Гостивар. Исто сакам да напоменам дека јас сум од Гостивар. Да. Супер. Требаше тогаш да те прашам, Гостивар или Скопје? На почетокот. Еве сега ќе одговорам. Па мислам дека се уште Гостивар. Гостивар. Добро, преовладува. Да, ба. Нормално, родена таму, растена таму, како не. Ке позборуваме и за на тие евентуалните идни настани. Кажи ми твојата музичка номера што ќе слушнеме сега, која е всушност? Таа е Мека Свети, таа беше лани за Охридфест исто. Така. Нели по 2 пати настапувам. И се уште ми е првата песна. Тек сега ќе ги вадиме другите 3. Овие денови така сакам да вадам новата, мислам првата моја нова српска песна, песма Спаја људе све. И потоа нели следуваат за на фестивали Таму, песни. да, фестивали. А измеѓу и уште може 2-3 песни да извадиме. И така. Супер, ајде. Да не беше во студио, вака со вода ке те попрскав да ти тргне работата. Фала ви. Нека свети. Нека свети. Ајде, режија може. Ti si moj skriven žar. Davam zbor za sve kogaš. Odavde do krajina sve. Jaz ke bidam do tebe. Sekoj den do poslede. Ova srce te znaje dobro sebe ke te čuva so ljubav do kraj. Neka sveti večer noći veli ti jas, neka vidiš što svaka jednom nese me ljubav, ja svoj ljubav
А бре, нека свети, јас така викам. Треба да свети и Дорис треба да свети и теа, треба да светиме сите, Брик и ти, заради тоа што едноставно сакаме да правиме убави работи, сакаме на луѓето да им дадеме, нели, нешто по кое што, не знам, можеби ќе ги направи посреќни. Јас тоа така сакам да го гледам. И со самата оваа емисија, со тоа што ве доближувам и вас до нив, со сите овие муабети сметам дека правиме некакви добри дела, како што и вие преку вашата работа и преку вашата музика. Немаме многу време, ни остана уште време за последното прашање, тоа е фидбекот, односно кој е вашиот фидбек од тоа што сте и од тоа што го работите? Обично најтешкото прашање наоѓа на крај. Да. Се шалам. Па фидбекот, нема поголем фидбек од тоа да го работиш тоа што најмногу го сакаш и да ти е професијата најголема љубов и пасија и сон на некој начин. Дури кога имаш нормално во животот е падови и успони цело време, па и секоја работа и професија и кариера е таква, меѓутоа кога се бориш за сон, некако и падовите те инспирираат, би рекла. Бар од моето искуство е тоа така. Така да, баш како што кажа, баш убава и благородна работа имаме и ние, уметниците и вие, што мислам на крајот на денот да му го разубавиш денот само на еден, веќе си успел. Веќе си успел, да. Се сложувам. Дорис? Јас мислам, исто се согласувам со теа, мислам дека сте треба да си го следиме нашиот сон, да си ги следиме она што ни инспирира, она што не исполнува, но сепак мислам дека и со тоа има и голем удел и работата која што треба да ја вложиме во тоа, нели за да бидеме успешни најпрвин. И Како вика, талентот е 5%, 95% е труд, работа. Да, и тоа е точно. Аплауза предпоставувам од публиката, коментарите од публиката, поддршката од луѓето. Да. Тоа што свесно или несвесно го правите за доброто на државава. Јас повторно ќе кажам, музичарите се можеби едни од најголемите амбасадори на македонската музика, на нас како нација генерално, така да keep up the good job. Нема поубаво тоа да ти пее публика твоја песна, исто би рекла, дека тоа е можеби најголемиот фидбек за еден уметник, кога тоа што сме го направиле препознаено и луѓето го сакаат. Така да дефинитивно најголемиот комплимент и фидбек е тоа. Сега пред да се јавиме само. Колешки, јас ќе ви помогнам. Ти благодарам, колега. Ти благодарам. Јас овде ќе ме пуштите меѓу вас да си седнам. Ова се подароци од нашите спонзори Лариф, односно Саманта. Секоја емисија си доделуваме вака едни прекрасни парфеми. Ова е Лариф The Touch of a Woman. Ќе го пробаме. Да, да ве гушнам. Фала ви. Прекрасни бевте, се надевам дека и вие добро си поминам. Јас преубаво си поминам. Брик, дојди бе и ти, мамо. Остаја тоа музиката. Чека да не ми заврши Чекай. И да заврши на крај не е толку страшно. Еве ти го дам моето столче, пробај седни овде да видиме како ќе ти стои. Скрстени нозе. Со скај да видиме. Ајде да видам дали, дајте ве молам четврка. Не. Брик. Убаво. Ке те личи, а? Директорска е фотеја. Директорска фотеја, јас не бирам било што те молам. Само што никако вака да се залегнам, него стално сум Со вакво друштво, со вакво друштво. Фала ви многу што иднаш, прекрасни бевта, ќе си имаме ние повторна дружба. Здравје Боже понатаму. И овде им кажуваме чаа на Фала ви публиката. на поканата и стварно јас си поминав супер. Баш ми е баш ми е драга. Овде еве од трите нас. Се гледаме и следната сабота во 19.